Време е да прошетаме и тоа во далечниот Узбекистан. Таму беше професорот Зоран Гацовски, па еве ги неговите впечатоци. На почеток, како да стигнеме до оваа азиска држава која се граничи со Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Авганистан и Туркменистан. Треба да се аплицира за виза, онлайн виза се добива во рок од 3 дена, значи електронски се аплицира и се добива визата. Потоа има летови со Туркиш од Скопје Истанбул, па Истанбул Самарканд. Со тоа што ова патување имаше доза на ризик, бидејќи беше во периодот на бомбардирањето на Иран. Значи мораше авиокомпанијата да го избегнува иранскиот воздушен простор, па беше малку подолго траеше, али се одвиваше во, да речем, безбедно. Колку часови траеше патувањето? Па од Истанбул до Самарканд 5 часа. А од Скопје до Истанбул? Саат и пол. Добро, 6,5 часови пат и не е толку страшно. Главен град и најголем град е Ташкент. Ташкент на времето бил збратими со Скопје. Ташкент ме асоцира на нашите егејци. Илјадници луѓе после граѓанската војна во Грција беа транспортирани таму. Кога веќе навлеговме во историјата, еве неколку информации важни за Узбекистан. Името е составено од зборовите уз, што значи свое, бек, господар и стан, земја. Во слободен превод, дом на слободните или земја на слободните. Оваа држава ја освојувале персијците. Таму владел и нашиот Аце Велики. Следувале арапите кога почнува исламизацијата. Узбекистан е многу познат по две работи, по патот на свилата и по императорот Тимур. Значи патот на свилата постоел и се користел 1500 години, од почетокот на новата ера до 15 век. Преку него, значи, европјаните и кинезите разменувале продукти и многу други работи. Значи, од Кина се увезувало хартија, свила, барут, зачини. Европјаните со што плаќале? Со злато, со сребро, со стаклени продукти и до некаде со волна. И тоа така, значи, Букара и Самарканд биле толку развиени колку што е денеска Њујорк и Волстрит. Значи тоа што се денеска Њујорк и Волстрит биле Букара и Самарканд, биле централна точка на патот на свилата. Зборуваме за овие два града два града во Узбекистан што биле центар и најразвиени градови во светот. Значи таму процветувала културата, науката. Европа уште била во оној дарк период кај што свештениците одлучувале за се, немале никаква ни наука ни култура. Значи таму муслиманите развиле математика, развиле астрономија, развиле дури и огнено оружје. Европа биле доста назад. Сега, како почнало да бледне патот на свилата со доаѓањето на Отоманската империја, сакале тие да преземат целата трговија и дури територијално се прошириле кон Узбекистан и тогаш европјаните сватиле дека таа рута е неисплатлива и ризична и ги развиле поморските рути, нели Магелан, Васко Дама, Марко Поло, поморските рути према Кина и тогаш станале главни империи Шпанија и Англија. Значи Шпанија и Англија го презеле приматот од Узбекистан кој веќе паднал во тотален заборав. Еден од најважните ликови на Узбекистан е големиот владетел Тимур или Тимор. Во еден период од 130 години имале своја империја, бидејќи во Тимур бил директен внук на Џингис Кан. Значи директен внук на Џингис Кан кој имал исто така амбиции да ја прошири империјата од Монголија до Европа и направил походи кај што успел да ги порази отоманите во екот на нивниот подем. Тимур не само што го победил турскиот султан Бајазид, туку и го заробил. Но подосна, кога Тимур починал, неговите синови, да речеме, се раскарале, империјата се распаднала, за тоа време отоманите повторно зајакнале и едноставно империјата на Тимур и на Узбекистан се распаднала. По отоманското владење, кон крајот на 19 век, Узбекистан е освоен од русите. Со доаѓањето на социјализмот се формира Узбечка република во состав на Советскиот сојуз. И конечно, со распаѓањето на Советскиот сојуз, на 1 септември 1991 година Узбекистан ја прогласува својата независност. Инаку населението 90% муслиманско. Државата се наоѓа во Централна Азија и е една од најголемите што нема излез на море. По површина е 20 пати поголема од Македонија, 20 пати, и по население е 20 пати поголема од Македонија, значи има 40 милиони жители и е една од државите што има најголем прираст на население, односно секоја жена во просек раѓа по 4 деца. Колку е просечна плата во Узбекистан? Просечна плата е 300 евра, грото од луѓето работат и за 150 евра.
така да може да се најде такси за 10 евра да ве вози цел ден низ градот. Значи, работната рака е ефтина и стандардот низок. Меѓутоа, за нивни услови тоа сепак прифатливо и тие имаат одреден, да речам, квалитет на живот. Така. Цените, да речеме, во продавница, намирници, леп, сирења, кашкавал. Цените за нјанса помали од кај нас. Помали, поевтини, но не драстично поевтини, да речеме. Така да Па да ви кажам искрено, ако цените се приближно како кај нас со 300 евра просечна плата, то тешко се издржува. Тешко се издржува, да. За обичните луѓе тешко се издржува, да. Професор, на пример, сигурно прашавте колку има плата на универзитет. Па професор околу 500-600 евра. Има екстра богаташи со странски коли што се луксус и има екстра сиромашни, нели голема класа на сиромашни луѓе. Посетивте некое такво мало кое што е сиромашно? Па да, дури на периферните делови од централното подрачје може да се видат така, да речеме трошни куќи, така и сиромашни квартови, да. Да, но туристичките делови се сосема развиени како, на пример, не видов ни една куќа скитник. Не видов нема ѓубре околу контейнерите. Автобусите им се чисти, значи редовни. Имаат брзи возови, имаат возови 300 км на час. Има плурализам, ама кобајаги плурализам. Сите овие 30 години една партија е на власт. Ислам Кадиров беше до неодамна, се од кога почина пак некој го наследи и 30 години една партија, има мала опозициони партии кои се декор, или шминка. Значи тие се декор учествуваат на изборите колку за да изгубат и да се каже дека изборите биле демократски. Се уште се чувствува руското влијание. Тие имаат свој узбечки јазик и латинично писмо, но втор официјален јазик е рускиот и кирилицата и имаат влијание на руска музика, на руски барови, ноќни клубови, значи тоа и доста богаташи од Русија ги насочуваат инвестициите, па и туризмот од Русија. Значи, оне што му се сега забраните локации како Европа, Италија, Франција, русите ги насочуваат кон Турција и овие држави што се во Централна Азија. Сместувањето е на ниво. Цените се 30 евра по човек во хотел со 4 звезди. Водата не се пие од чешма. Значи, немаат доволно вода. 70% од територијата е пустина. Значи, 70% е пустина, немаат дрвја, немаат шуми. Она што е нашето најголемо богатство, што не го цениме, значи, шумите и водата, кај нив ги нема. Свинско воопшто нема. Се јаде јагнешко претежно и пилешко. Национално јадење му е, го викаат плав, тоа е уствари пилав. Пилав турско, под влијание на турската кујна. Значи имаат влијание на турската и на руската кујна. Иако јас очекував да имаат повеќе арапско влијание, меѓутоа немаат воопшто арапско влијание. Имаат турско и руско влијание. Значи јадења со ориз, јадења со тестенини, прават пирошки. Има алкохол? Алкохол нормално дека во продавниците и во рестораните има, меѓутоа муслиманите не го конзумираат, пијат чај. Во сообраќајот се полоши од нас, значи немаат сейф сити, имаат хаос, никој не застанува на пешачки премин. Еден од главните митови, име замислете, Насрадин Оџа. Насрадин Оџа го смета за нивни фолклорен херој. Тој, уствари, да речеме таков лик комичен, што се почитува од во сите муслимански земји, од Балканот па се до Кина. Значи, постои во традицијата. Според некои легенди е роден во Аксехир, Турција, според други легенди е роден во Узбекистан. И имаат доста споменици, фигури на него. И нормално се пренесува како дел од традицијата, како приказни, така, доживувања со Насрадин Оџа, како ние што си го почитуваме и Тарпејо. Има некоја приказна за него? Па има неколку така, да речеме вака, Насрадин Оџа седи дома и му доаѓа комшијата, сака да го поземи магарето. И вика, не е тука, син ми излезе пред 1 сат со магарето, нема, жал ми е што не можеме да ти го дадеме. И позадината се слуша рикање, рика магарето и комшијата вика, што е тога слушам позади? Вика, па ти мене ми веруваш или на магарето му веруваш? Узбекистан е втори извозник на памук во светот, а богат е со злато, ураниум и газ. Се интересна земја што вреди да се види.